А во продолжение ќе зборуваме за една сериозна тема, но често ќе речам занемарена, трудовата експлоатација и трговијата со работници. Овој проблем не е далечен и не е само нешто што го гледаме во светските медиуми, туку е присутен и овдека кај нас во Македонија. Имено, луѓето во потрага по подобра заработувачка често стануваат и жртви на злоупотреба, на присилна работа и нехумани услови за живот. Според податоците на Бизнис Конфедерацијата на Македонија, трудовата експлоатација најчесто се случува во градежништвото, земјоделието, угостителството и туризмот. Дополнително загрижувачки е и фактот што жртви најчесто се жени и деца. Со цел да се зголеми свеста на овој проблем, започната е кампања која носи наслов "Можеби и ти си вовлечен во трудовата експлоатација", поддржана од Европската Унија и Советот на Европа. Денеска овдека со нас во студиото е Миле Бошков, председател на Бизнис Конфедерацијата на Македонија, кој ќе ни објасни многу повеќе за оваа иницијатива, како и за тоа како можеме да ја спречиме трудовата експлоатација. Господине Бошков, добре дојдовте во утринската на Цител ја сака Македонија. Добро ве најдов, добро утро. На самиот почеток, господине Бошков, колку е распространета трудовата експлоатација во Македонија? Дали ова е практично нов феномен или е нешто што од секогаш било присутно, но сега добиваме повеќе информации за истото? Од секогаш било присутно, за жал, меѓутоа слабоста е во тоа што некој кој бил вклучен во трудова експлоатација или бил обесхрабрен или не знаел дека е тоа чин на трудова експлоатација во одредени состојби во неговиот работен ангажман, или пак работодавачите или оние кои најмуваат трудоексплоатирана работна сила, дека можеби и тие не знаат дека се вклучени во трудова експлоатација. Затоа и слоганот на оваа кампања, поддржана од Советот на Европа, е "Можеби и ти си вклучен", без оглед на тоа дали знаеш или не знаеш. Споменав јас во најавата дека македонски граѓани исто така се трудови експлоатирани и во странство, но и кај нас. Како изгледа тој процес на експлоатација? Што се случува со луѓето кои што практично стануваат жртви на трудовата експлоатација? Крајниот резултат е погубен или несакан, дека тие се несреќни и трудово, меѓутоа и физички и ментално експлоатирани. Но за да се препознае целата таа состојба, нормално дека треба некој да ги организира, и затоа велиме дека пред се умислата или организацијата на искористување на луѓе, без оглед на тоа дали е од физичка или трудова или било која природа, дека е чин на организација и на умисла, потоа станува збор за регрутирањето, ги наоѓаат тие луѓе, и кога ме прашувате што се случува во Македонија, тие луѓе може и да се од Македонија, меѓутоа може и да се лица кои пропатуваат или кои се специјално донесени во Македонија, и последниот чин е трудовата експлоатација со сите форми на угнетување, ќе го кажем, или на модерно робство или така натаму. Не станува збор само за финансиско искористување на трудот, зборувам за земање малку пари и искористување на трудот, туку практично една палета на различни состојби во кои што може да се најде работникот да биде трудово експлоатиран. Да, меѓутоа тука е нарушена слободата, бидејќи основните принципи на човекот и човековите права е слободата на луѓето. Так. И сите оние права кои следуваат загарантирани и со конвенциите на Обединетите нации, меѓутоа кога станува збор за Македонија и со уставот на Македонија. Меѓутоа не станува збор, имаме ние и работници во редовен работен однос кои не земаат плата, меѓутоа тие не се угнетени, можеби само е таква состојбата во компанијата или институцијата. Но овие луѓе се злоупотребувани и трудово експлоатирани и во било која форма се експлоатирани, физичка, сексуална, работна, ментална и така натаму, така да ние со оваа кампања сакаме да прво ви заблагодаруваме што воопшто имаме можност да се обратиме до јавноста, меѓутоа и така сакаме и да
ја зајакнеме свеста и да обратиме повеќе внимание, бидејќи мораме да ги поддржиме институциите и општеството во откривање на овие состојби. Кои се најранливите категории на граѓаните? Според вашите анализи кои што ги соопштивте неодамна на пресконференција по повод почетокот на подигањето на јавната вест за трудовата експлоатација, дека тоа се жените и децата. Да, во повеќето случаеви од анализите помеѓу 40 и 70% се децата. И јас, патувајќи кон вашата телевизија, повторно на семафори видов дека има деца кои питачат, меѓутоа тие не се само организирани, тоа мора да се знае и тоа треба да ни биде јасно дека во некој агол од раскрсницата има некој кој ги наблюдува и кој ги организира, и тоа е класичната форма кој низ урбаното живење, низ градското движење и живење ги воочуваме и треба да ни биде јасно. И затоа ви благодарам што не поканивте за да може и да го објасниме ова. Меѓутоа и секоја друга форма на експлоатација во земјоделието или во градежништвото или во туризмот, и угостителството се случува истото. За време на првиот дел од обуките на студентите им кажавме дека бидејќи тие се млади, убави и неискусни, учат за животот. А патем, како они што велат, тие беа студенти од правниот факултет, се доктори на општеството. Ако не ги научиме докторите на општеството како да не лекуваат и како да не заштитат во правна форма, тогаш не можеме ни да имаме подобро општество. И затоа велам, формите треба да се препознаваат, бидејќи во угостителството се вработуваат пред се млади луѓе и во туризмот секако, каде што после нивното работно време или предработното време или во било која форма може да бидат поканети на останати услуги, кој може да се од забавен карактер или може да се од било кој карактер, кој понатаму превоѓа во несакано дејство за кој тие можеби и не се договорили дека ќе се случува. Сега, господине Бошков, кампањата што ја спроведувате, споменавте и вие и јас во најавата, носи порака, можеби ти си вовлечен во трудова експлоатација. Споменавте дел од целите на оваа кампања, што точно ќе се превзема во рамките на целова иницијатива? Пред се направивме едно мало истражување и видовме колку во овие истакнати дејности од кампањата и од истражувањето дека е застапено на некој начин трудовата експлоатација поради незнаење. Ние тука како Сдружение на работодавачи, како дел од социјалното партнерство, препознаваме и нарушување на повеќе закони од трудовата легислатива, законот за работни односи, меѓутоа и безбедност и здравје при работа. И кога станува збор за земјоделието, например, навистина се препознава дека голем број на работници воопшто не си ги знаат правата. И можеме да кажеме дека или пак градежништвото, туризмот, угостителството и така натаму. За овие посебни дејности изготвивме прирачници за да може да се запознаат и работниците и работодавачите и целокупната јавност, и потоа се договоривме дека ќе организираме работилници и обуки на кои ќе јакнеме свеста, ќе се обратиме повеќе, ќе обрнеме внимание на законските точки, на законската регулатива, и нескромно ќе кажам, со професорот Јовевски од Правен факултет, благодарејќи на Советот на Европа, и ќе пренесеме дел од знаењето, меѓутоа и етички дух во целата таа кампања. Важно е да ги пренесеме и вредностите кои ги поседуваме и како индивидуи, меѓутоа и како професионалци, и сето тоа се темели на едно воспитување, на етичко размислување, на концепт на животот, смисла на животот, и тоа сакаме да го пренесеме на граѓаните. Сега, што може да сторат работниците практично за да се заштитат? Како може да се обратат доколку препознаат на некој начин дека се експлоатирани? Има повеќе форми, да, има повеќе форми. Тука се институциите како Министерството за внатрешни работи, но еве вие што советувате во врска со тоа? Пред да почнеме емисијата, поразговаравме околу синдикатите. Така. Ние ќе ги поддржиме
синдикатите со тоа што ќе ги насочиме сите работници да препознат во синдикатите заштита, организирана заштита. Навистина тие имат таа улога и дека треба да ги барат правата преку синдикатите кога станува збор за нарушени односи во некој работен однос. Меѓутоа, исто така, може да се обратат до мобилните екипи на Министерството за внатрешни работи. Исто така, од кога ја расширивме оваа кампања, очекуваме дека и на 112 бројот ќе можат да пријават одредено насилство или злоупотреба дека го препознаат. И нормално кај нас во Бизнис конфедерација на Македонија, за кои активности кои ги споменавме досега, очекуваме да пријавуваат, за да можеме ние понатаму, бидејќи ние ги дознавме каналите на пред се на превенција, па понатаму ќе ги носиме и кон заштитата. Добро, кога споменавте дека пред да се започне со оваа јавна кампања спроведена некаква анализа. Дали досега сме имале случаи, тоа сигурно сме имале, но зборувам дали сме имале досега случаи кои што биле процесуирани, а каде што работниците биле жртви на трудова експлоатација кај нас? Да, благодарејќи на мобилните екипи на МВР и понатаму на системот на Министерството за внатрешни работи, анализите велат дека скоро секоја година од 2017 па до сега, околу 100, помеѓу 100 и 120 луѓе се жртви на трудова експлоатација кои се процесуирани, и поразителниот факт е дека од тие повеќето или 40% се деца, а вкупно жени и деца се околу 70%. Неверојатни се бројките и неверојатни се состојбите, и додека разговараме во општеството со луѓето, со колегите, со семејството, важно е да се истакне дека разговараме како можат тоа да го прават. Кој е начинот, кој е поривот, која е интенцијата да се експлоатираат луѓе. Меѓутоа, морам уште еден факт да ви кажам, дека во светот бројката е 40 милиони луѓе, и дека сериозни пари, сериозен профит се генерира на грбот на искористувањето на експлоатацијата. Труд. Сега го споменавте и светот, оваа јавна кампања е поддржана од Европската унија и Советот на Европа. Какви се бројките таму? Можеме ли да направиме некаква споредба дали во Македонија трудот на работникот се експлоатира повеќе, да речеме, отколку земите во Европската унија, каде што ние сме аспиранти години на назад? Не сме први како со загадувањето на воздухот. Меѓутоа, сериозна е бројката кај нас, која се вклопува во лошите бројки на оваа светска состојба. Можеби дека сме мала земја, можеби овие бројки, секако се за нас овие бројки големи. Меѓутоа, има една друга работа. Во нашата организација имаме и други сектори, затоа и ги одбравме, потенциравме на оние 4 сектори. На оние 4 сектори, каде што земјоделието можеме да го поделиме во примарно и во секундарно. Јас на студентите баш им кажував дека во едно наше истражување за сезонски вработувања видовме дека организирани групи на луѓе одат на сезонски берби, сега во пролета рано градинарски култури, меѓутоа она наша предоминантна иницијатива за потикнување на производство на вино и одредени продукти од таа индустрија, тие пред се користат организирана работна сила, привремено вработена за берби, кроење и така натаму, кои не можеме ни да предпоставиме колку од тие луѓе можеби и немаат документи, секако дека поголемиот број од тие луѓе немаат склучени договори за работен однос, ниту пак за привремено вработување, и воопшто не знаеме дали тие наплатуваат за тоа што го работат. Да не збориме за трансакцијски сметки, персонален данок, контрола, безбедност и здравје на работа и така натаму. Сето ова што го набројав
е дел од експлоатацијата. Знае да биде тоа и сурово. Има примери каде што се одзимаат и патни исправи. Тоа се случува и на македонски граѓани, предпоставувам, кои што работели надвор од границите на Република Македонија и практично едно злодело, казниво со кривичен закон. Во кампањата и во предавањата имавме случаеви и презентиравме случаеви што може да се случи. Меѓутоа, благодарејќи на една од работелниците, представничка од Меѓународната организација за миграција, ни кажа за случај, конкретен случај во Битола, за лице вработено во редовен работен однос од Бангладеш, како странски работник, како странски државјанин, на кој му бил одземен и пасошот, не бил платен и немал ни условите за живење во контейнер без прозори, и се одважил или пак нашол канал, машко е, да дојде до полицијата и да го пријави случајот и тоа е процесуирано. Ете, тоа се случува. И сега такви форми, знаете, Македонија земјоделско земјиште со таа инфраструктура која има. Замислите во некоја планина каде што има дел од земјоделието, сточарство, овчарство и така натаму. Каде очите од јавноста не се ни присутни, каде што не знаеме може би што таму се случува. не сме ни поминале некогаш да го видиме тоа без оглед на природните убавини на земјата, меѓутоа кој знае што се случува таму и во какви услови живеат и работат тие луѓе. Господине Пошков, конечно, што би им порачале на работодавачите? Како тие може да се осигурат дека практично нивниот бизнис не е инволвиран во трудова инспекција, експлоатација? Експлоатација. Кога ме прашавте, ми летна умот на што се не би им кажал на работодавачите. Меѓутоа, темата е трудовата експлоатација, која е поврзана со луѓето, а ние секогаш велиме дека луѓето и вработените се најважниот капитал на една компанија и тие го прават и репутацијата, и имиджот, па и профитот, кој не е срамота да се каже дека се работи за профит, за да може да бидат луѓето платени, и нормално дека ќе треба да бидат свесни дека имаат обврска, меѓутоа за нас, јас милувам да кажам дека обврската е привилегија, да немаш обврска тогаш си беззначаен. Привилегија е да се вработува луѓе и тие луѓе да бидат во благосостојба. Господине Пошков, ви благодарам што бевте наш гостин ова утро и што споделивте оваа важна тема со нас и со нашите гледачи. Се надеваме дека оваа кампања која што ја спроведувате ќе помогне во подигнувањето пред на јавната свест и ќе придонесе кон намалување на трудовата експлоатација. Ви благодарам и се надевам дека направивме еден исчекор во подобро општество. Се надевам и јас, ви благодарам уште еднаш за одвоеното време.